Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Во Виница ќе се гради зграда со 39 стана за семејствата од социјално ранливите категории. Изградбата на овој објект е дел од планот на Министерството за транспорт и врски, што треба да се реализира во наредниот период, а чиј почеток е предвиден за идната година. Во 2018 година треба да започне изградбата на вкупно 467 социјални станови во Скопје и уште 4 помали градови во државата, што во изминатите години не беа опфатени со програмата за социјална заштита. Според програмата на Министерството за транспорт и врски, и Виница е вклучена во планот со кој ќе се гради така наречена социјална зграда со вкупно 39 стана, наменети за семејствата што живеат во услови на социјален ризик. Становите ќе бидат со површина од 35 до 45 метри квадратни, со што до некаде ќе се реши стамбеното прашање на најранливите категории граѓани. Покрај Виница, социјални згради ќе добијат и Свети Николи и Пехчево со по 34 стана, Пробиштип со 48, а останатите ќе се градат во Скопје. Се работи за мали станови што ќе можат да се користат по цена од 15 денари за метар квадратен, а според Акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор, во тек е усогласувањето на активностите со Министерството за транспорт и врски и за труд и социјална политика, за да се утврдат критериуми според кои ќе се прави распределбата на становите. Исто така се бара и најсоодветно решение како на поедноставен начин да се регулира плаќањето на надоместокот. Инаку веќе е завршена новата зграда со 43 социјални станови во Кочани и до крајот на оваа или на почетокот на идната година ќе биде објавен повик за нивна распределба. Изградбата на новите социјални згради, меѓу кои и она во Виница, е дел од проектот со кој до 2020 година Министерството за транспорт и врски треба да изгради вкупно 33 згради со 1741 стан за социјално ранливите категории. До сега се изградени околу половината од планираните објекти, а за што се користат средства од Банката за развој при Советот на Европа, со вкупен буџет од 50 милиони и 700 илјади евра, од кои 50% се обезбедени од буџетот на Република Македонија. Се крои буџетот за општина Виница за 2018 година. Местните заедници први ги доставија своите приоритети до градоначалникот Димитров. Вода, канализација, асфалт се главните приоритети, се уште базични во екзистенцијата на жителите од населените места во Виничко. На отворена средба со градоначалникот Ивица Димитров, председателите на местните заедници ги презентираа своите барања. Од Виница една шанса, друга шанса е Бушоти, трета шанса е таму Лисец и Кирчо беше кога наводија вода и доле сте вие одили па таму не знам колку е во близината. Али кога ќе дојдат ја да видат, знае се колку е населението во Лесче, колку домакинства има, да се види стручак да каже дека барем 10 години ги задоволува. Не да решиме ние само за еден месец. Мора да се направи и реконструкција на водоводната мрежа. Тоа е едно со друго како приоритет што мора да се реши. Ние цело лето сме без вода. Еден од главен приоритет што сметаме сега треба да се реши, а што нема да одземе многу од буџетот е нова парцела за гробиштето Блатец. Сите нивни потреби ќе бидат ставени на хартија, но зависно од расположливите средства ќе оди нивната реализација со исклучок на неколку приоритети кои веќе се во фаза на реализација. Главните проблеми се речи си исти секаде, проблем со водата за пиење, проблем со асфалтирање на улици, проблем со канализациони мрежи. Сето ова, а ќе гледаме во што поголем број во следната 2018 година да го реализираме. Како покрупни проекти за 2018 година ни се предвидени патот од Петланска река до село Бигла Делчевско целосно да биде асфалтиран. Тоа е на постојната траса. Исто така предвидени се средства 2018 година и да се изгради толку очекуваната филтер станица во село Трсино. Преговараме и за други проекти со владата на Република Македонија, аплицираме до источно-плански региони за сите проекти кои што ги изготвуваме и кои што ги има изготвена општина Виница. Општина Виница веќе го објави јавниот повик до сите здруженија, клубови, организации кои ќе бараат поддршка од општината своите програми да ги достават најдоцна до 1 декември 2018, а по изработката на нацрт буџетот ќе следува јавна расправа по истиот.
33 годишен жител на Кочани бил приведен во полициската станица затоа што навредувал и повредил полициска службеничка. Според известувањето од полицијата, против лицето ќе биде поднесена и соодветна кривична пријава. Пријава од полицијата ќе добие 33 годишен жител на Кочани, затоа што се однесувал непристојно и насилно кон полициска службеничка која извршувала работна задача. При тоа не е наведена причината за таквата постапка на лицето, поради што полицијата била принудена и да го приведе. Според официјалното известување од секторот за внатрешни работи, во вторникот околу 13 часот и 55 минути во централното градско подрачје на Кочани, на улицата ВМРО, во близина на локацијата Триаголник, полициска службеничка при вршење работи од областа на безбедноста била физички нападната од 33 годишниот ГЈ од Кочани. При тоа, тој прво почнал да ја навредува и омаловажува, а потоа и ја турнал, од што таа се здобила со телесна повреда. Со помош од колегите на полицајката, лицето било приведено на информативен разговор во полициската станица во Кочани. Поради насилничкото однесување, од полицијата велат дека против кочанецот ќе биде поднесена соодветна кривична пријава до јавното обвинителство. Спортското риболовно здружение Кочански рибар го реализираше четвртото порибување на акумулацијата Градче. Во водите на браната беа пуштени околу 160 килограми краб, набавени со подршка од бизнис секторот од Кочани. Доброто работење на риболовното здружение од Кочани и активностите што се спроведуваат за порибување на акумулацијата Градче добиваат подршка и од бизнис секторот во Кочани. Со финансиска помош што ја добија неодамна, членовите на здружението Кочански рибар реализираа уште едно порибување на браната, откако ја презедоа концесијата над неа. Тоа овозможи да ја исполнат целта за збогатување на рибниот фонд, со што и езерото заживува, привлекувајќи се повеќе влюбеници во риболовот. Ова порибување, што е последно за тековната година, беше реализирано со помлади парчиња краб, набавени од специјализирано мрестилиште во Неготино. Количината е, колку што е измерено, околу 165 килограма, приближно некаде 1000 парчиња, 250-300 грама на тежина на краб. Според Димитров, во текот на зимскиот период ќе се води сметка за зачувување на рибниот фонд со повремено прихранување и контрола на почитувањето на законските одредби за риболов. При тоа, тој ги потсети риболовците дека не смеат да изловуваат примероци со тежина над 5 килограми, односно истите треба да се враќаат во езерото. Со најновото порибување, за кое здружението доби финансиска подршка, целосно се исполнува програмата за работа за годинава. Ова не е веќе четврто порибување. Можеме да се пофалиме, иако неле, фалбата секојаш ерагева кај нас е обратно, дека една година помина, веќе 1 тон имаме пуштено риба во самата акумулација. Во ова порибување доста ни помогна и Радко Димитровски, со што му искажуваме на благодарност од нашето риболовно здружение за допринесот во ова порибување. Вообичаената динамика за збогатување и заштита на рибниот фонд ќе продолжи во текот на наредната година, за што ќе биде изготвен соодветен план. Членовите на спортско-риболовното здружение Кочански рибар велат дека следното порибување со краб ќе го реализираат во текот на март, пред почетокот на сезоната за мрестење на рибата. При тоа планирано е да се набават покрупни парчиња, за да се зголеми бројноста на рибите капиталци. 29 ноември, денот на некогашната Југословенска социјалистичка република, во Кочани се славеше и оваа година. Здружението Јосип Броз Тито со музика и сеќавања на времињата од заедничката држава го одбележа датумот кога таа беше создадена. И годинава за 29 ноември беше празнично и славенички за членовите на Здружението Јосип Броз Тито од Кочани. Со истекнување на грбот и знамињата и интонирање на химната на поранешната СФРЈ, тие ја одбележаа 74-та годишнина од одржувањето на историското второ заседание на АВНОј и формирањето на Титова Југославија. Рекоа дека споменот на времињата кога се живеело подобро од денес е доволен мотив за заедничка прослава, на која дојдоа и повеќе мина поддржувачи. Според нив, и постоењето на македонската независна држава денес е директно поврзано со формирањето на поранешната федерација. Како најголем празник во Југославија беше 29 ноември, ден на Републиката, бидејќи на тој ден на второто заседание на АВНОј во Јајце се донесени најважните
историски одлуки кои што се темелите на едната држава Југославија, во која што и ние како Македонија, иако немаше наши делегати, ни на првото, ни на второто заседание на АВНОј, тоа не му сметаше на Тито да и Македонија ја прогласи како равноправна република заедно со останатите републики во Југославија. Трендов се пофали дека постоењето на Сдруженијето и активностите што тоа ги спроведува се веќе препознатливи и позитивно прифатени во јавноста, за што потврда е интересот за нови членови. Има и помали, помлади, за тоа што сакаме ова да продолжи, бидејќи тоа се убави светли моменти од нашата историја. И оваа наша Македонија, чиј производ е? Производ е на Титова Југославија, бидејќи тогаш за прв пат и државноста добиена и народот и националноста е признаена. Ако не беше Тито, ако не беше Југославија, од каде денес Македонија ќе имаше тука сега и таква? Традиционално, со дефиле од возила накитени со македонски и југословенски знамиња, фотографии и други обележја на поранешната држава, членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито поминаа по улиците на Искочани. Прославата ја завршија со скромен коктел во седиштето на Сдруженијето кај градскиот пазар. Во месецот на борба против зависности, едукативна трибина во организација на Црвен крст Виница. Заклучено е дека треба да има континуирана едукација и да се почне од основно образование. Формирање на општинско координативно тело во локалната борба против пороците кои ги демнат основците и средношколците беше заклучокот од денешната едукативна трибина во организација на Црвен крст Виница. Предходно јас и уште двајца волонтери од Црвениот крст на приопштинска организација на Виница одржавме предавање и опфанавме околу 250 ученици од основните и средните училишта. Денес ќе имат можност повозрастните да го споделиме нашето знаење со нив. Во рамките на Црвен крст ние бевме една од групите, инаку беше опфатена цела Република Македонија. 60 наркозависници и секојдневна детекција на млади лица под дејство на алкохол се доволен стимул сите институции во општината пред се училиштата да настапат многу посистематски во пласирањето на превентивните програми. Едукација да има, но не треба да биде само со повод, туку секојдневна и континуирана, да почне од основно и да продолжи следствено до завршување на средното образование. Волонтерите на Црвен крст во месецот на борба против зависности по претходно спроведена обука, стекнатите искуства ги споделуваат меѓу своите врсници, а ги презентираа и пред стручните служби, кои со конкретни податоци и искуства се вклучија во дебатата. Еден од главните фактори е всушност таа адолесцентска криза која што се јавува во периодот на пубертетот и во периодот на младоста. Како младите ја надминуваат, како го надминуваат тој период на празнина кој што често се јавува помеѓу детството и помеѓу возрастниот период. Од една страна, не сакајќи да се вратат во она што го познаваат веќе во детскиот период, од друга страна плашејќи се да влезат во периодот на возрастноста, да ја прифатат одговорноста, тие се наоѓаат во некој вакуум простор во кој што многу лесно подлежат на земање на вакви наркотични средства. Не мора да бидат вакви. Пушењето е многу распространета појава. Алкохолизмот исто така е многу распространета појава. Во текот на 2017 година во полициска станица Виница имаме регистрирано околу 60 лица, малолетници кои што се зависници од дроги, а тоа е бројка која што ние викаме бројка на регистрирани уживатели, односно со докажани методи лица кои што конзумирале дрога. Значи, бројката од 60 не треба да не обезградува или пак да ни дава за слобода да кажеме за еден град како што е Виница, дека станува збор за мала бројка, бидејќи во криминалистиката постои еден термин кој што се вика темна бројка на криминалитетот, односно на лица кои што не се регистрирани, а се зависници. Меѓутоа, заедничка констатација на сите инволвирани фактори е дека сепак семејството е клучната алка во тој синџир од институции, кој прв треба да иницира и целосно да се вклучи во борбата против било кој порок кој ги демне нашите деца.
Се повеќе се зголемува бројот на ученици кои пушат и се зависни од цигарите. Основното училиште Раде Кратовче со предавање и ликовна работилница го одбележа месецот за борба против болести на зависности. Основното училиште Раде Кратовче со активности го одбележа месец ноември, кој што е месец за борба против болести на зависности, поточно за борба против никотизмот, алкохолизмот и наркоманијата. Реализираше предавање на тема пушењето како штетна активност која што доведува до зависност и ликовна работилница под менторство на предметниот наставник Елизабета Зафирова Стојанова. Учениците ќе изработат разни цртежи користејќи различни техники, од кои понатаму ќе се направи изложбено пано кое ќе биде истакнато во училиштето. Во текот на предавањето пред учениците ќе стане збор за значени факти кои се однесуваат на пушењето како штетна навика, бидејќи се по-евидентен е бројот на ученици пушачи и затоа алармантно да се реагира во однос на намалување на ваквиот број. Пушењето е многу распространета болест на зависност за која спасот треба да се бара во превенцијата за пушење и да делуваат сите заинтересирани страни, особено семејствата и училиштето. Податоците покажуваат дека ако пред 100 години сензационална била појавата пушење кај жените, пред 50 години пушењето кај младината, денес е особено изразен бројот на деца пушачи, значи возрастната граница се намалува. Фрапантни се податоците дека Македонија се наоѓа на второ место во Европа според бројот на пушачи и дека скоро половина од населението е зависно од пушењето. Затоа и целта на денешната работилница и денешното предавање, односно јакнење на здрави животни навики, јакнење на здрави животни избори и одговорност кај учениците. Фактите изнесени на работилницата особено се важни за понатамошно здраво поколение, рече Филипова и додаде дека на работилницата присуствуваа учениците од 9-то оделение, сметајќи ги како најризична група ученици кои би можеле да пушат цигари, а подоцна ќе бидат вклучени и други ученици од предметна настава. Планинарското спортско друштво Осогово за предстојниот викенд ќе организира марш од селото Пантелеј до местноста Раткова скала. Активноста е од рекреативен карактер и може да учествуваат сите заинтересирани граѓани, а планинарите ги повикуваат ловците да се воздржат од лов на тој реон, заради поголема безбедност на сите учесници. Членовите на Планинарското спортско друштво Осогово за внедела најавуваат активности во реонот на Осоговијата, при што ќе се реализира марш од манастирот во селото Пантелеј до местноста Раткова скала. Се работи за патека во должина од 21 км во двата правци, при што на маршот ќе можат да се приклучат сите љубители на пешачењето во природа, без разлика дали се членови на клубот или пак со планинарење се занимаваат рекреативно. При тоа се планира по враќањето во кругот на манастирот во Пантелеј за сите учесници да се организира заеднички ручек со планинарско гравче, баница и топол чај, а ќе има дружење и забава. Тргнувањето кон селото Пантелеј е планирано за внедела во 6 часот од градскиот парк во Кочани, а тргнувањето кон Раткова скала од Пантелеј пак ќе биде во 7 часот. Истовремено, од Планинарското спортско друштво Осогово предупредуваат дека во последно време е забележено масовно излегување на ловците на падините на Осоговијата, при што се ловат диви свињи и друг дивеч. Неконтролираното користење на ловџиските пушки ја загрозува безбедноста на планинарите и на другите рекреативци кои се движат во планината, поради што членовите на Планинарското друштво ги повикуваат ловците да се воздржуваат од ловење на теренот околу Раткова скала и на патеката до селото Пантелеј, за да се избегнат несакани последици.
Почнувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви посекуваме пријатна вечер. Довидување.